По одржани 5 јавни расправи на државните универзитети, МОН прифати низа забелешки за новиот закон за образование. Меѓу нив усвоено е намалување на бројот на трудови во научни списанија пред одбрана на магистарски и докторски труд. За останатите барања кои се дискутабилни, работната група повторно ќе се состане и ќе одлучи што со нив. Министерката Јаневска е децидна. Новиот закон нема да биде повлечен. Законот навистина нема потреба да се повлече, затоа што секое повлекување и одлагање на ово законско решение е на штета на високото образование во земјата, а тоа значи дека е на штета на студентите и младите луѓе. Важно е да се креираат програмите согласно потребите на пазарот на трудот, порача и организаторите на Сајмот за образование и кариера, кој се организира по трети пат и на кој учества зедоа 12 универзитети и компании. Универзитетите мораат да разберат и треба да слушнат кои се очекувањата на компаниите и на пазарот на труд. Компаниите од друга страна треба да разберат што ги мотивира младите, за да знаат соодветно да ги адаптираат нивните работни средини, а младите секако треба да ги истражат можностите кои што им стојат за образование и за кариерен развој овде во нашата држава. Станувањето рано може би не е омилено за многумина, но е навика што ќе мора да ја усовршат сите кои сакаат да се запишат на воена академија. Идните доктори ќе треба темелно да ја изучуваат анатомијата, а патот до совршена насмевка ќе биде цел за идните стоматолози. Имат таа транзиција од цивилен во воен дел, каде што во тие месец дена тие се учат станување и сите други воени вештини, односно искуства кои што ќе им бидат потребни во текот на 4 години. Но тие искуства ќе им бидат потребни во целата воена кариера, така да станувањето нема да биде проблем после тие 4 годишни студии. Кога ќе сватиш дека кога ќе дојдеш на време да го видиш болниот човек во кревет, сваќаш дека тука ниту една титула, ниту едно нешто што го носи човекот не е важно, туку најважно е здравјето на човекот и да му помогнеш. Пред се гледам како доктор, па понатаму можеби не знаеш што ќе донесе животот, можеби професор. Дали планираш да останеш во Македонија? Дали си ја гледаш иднината овде? Гледам тога највише има да се успее. Со изборот на професијата, младите ја кројат својата иднина, а новите законски решенија според надлежните треба да создадат поквалитетен и пофункционален систем за високото образование. Габриела Лескова, Сител телевизија.